Вечерва републиканските председателски кандидати ќе се соочат во нивната втора дебата. Во дневникот го имаме Мартин Николовски од Гласот на Америка во Вашингтон. Мартин, кои се кандидатите што преостанаа во тргата и слушаме дека изборот на местото каде ќе се одржи дебатата има историско значење за партијата на републиканците. Марина, добро вечер од Вашингтон. Точно така, полето за втората републиканска председателска дебата ќе биде помало од првата. 7 кандидати се квалификуваа за вечерашната дебата што ќе се емитува на телевизијата Fox од председателската библиотека Роналд Реган во Калифорнија. Локацијата сугерира желба за идентификација со една од најголемите фигури на републиканската партија во историјата на САД. На подиумот нема да го видиме поранешниот гувернер на Арканзас, Аса Хачинсон, кој е дисквалификуван заради процентот на поддршка според националните анкети. За да се квалификуваат за втората дебата, на кандидатите им требаше најмалку 3% поддршка во две национални анкети или 3% во една национална анкета, како и две анкети од 4 држави со предвремено гласање: Ајова, Њу Хемшир, Невада и Јужна Каролина. На кандидатите за Белата куќа исто така им треба најмалку 50.000 уникатни донатори, од кои најмалку 200 доаѓаат од 20 држави или територии. Интересен податок е што тие исто така мора да потпишат декларација со која ветуваат дека ќе го поддржат крајниот кандидат на партијата. Значи вечерва ќе го видиме гувернерот на Флорида Рон Де Сантис, сенаторот од Јужна Каролина Тим Скот, поранешната амбасадорка на Обединетите нации Ники Хејли, бизнисменот Вивек Рамасвами, поранешниот гувернер на Њу Џерси Крис Кристи, гувернерот на Северна Дакота Даг Бургум и поранешниот подпредседател Мајк Пенс. Мартин, зошто Трамп не учествува во дебатата? Трамп, како што знаете, одби да учествува на првата и нема да се појави и на оваа дебата. Неговото резонирање е дека нема ништо позитивно во придружувањето на неговите ривали кои имаат низок рейтинг наспроти неговото водство како фаворит за републикански кандидат и покрај судските процеси против него. Тоа се негови зборови, но како и минатиот пат, тој ќе има појавување од висок профил на денот кога неговите ривали ќе ги спротистават гледиштата на бината. Трамп ќе се сретне со сегашните и поранешните работници на синдикатот во Мичиген, каде што илјадници работници од автомобилската индустрија штрajкуваат за поголеми бенефиции. Тоа е очигледно популистички потек, но за волја на вистината и Бајден вчера им се приклучи на синдикалците како знак за поддршка. Минатиот месец беше нешто друго. Трамп направи интервју со поранешниот водител на Fox News Такер Карлсон, што се емитуваше на платформата X во исто време кога започна првата дебата. Тогаш Трамп рече дека не сака да ги подигне своите противници со пониски гласови со учество во дебатата против нив. Кога зборуваме за Трамп, секако треба да споменеме дека ова не е најсреќно време за него. Вчера судијата Артур Енгорон пресуди дека Доналд Трамп со години правил измама додека ја градел империјата за недвижнини што го донесе до слава и Белата куќа. Пресудата на Енгорон го решава клучното барање во тужбата на државниот обвинител Летиша Џејмс, но уште 6 остануваат. Џејмс бара казни од $250 милиони и забрана на Трамп да работи во Њујорк. Крајот на неговите легални неволји не е на повидок, но ова е политика и се може да се случи со таква предност во гласовите каква што е на Трамп. Марина?